Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Денеска е прочка, па така сакам од сите вас да побарам да ми простите за било што сум изгрешил, свесно или несвесно. Се надевам дека и Господ ќе ми прости. Еве, полека се движиме кон крајот на февруари. Денот станува подолг. Иако има снег, полека температурите се креваат и се приближуваме кон пролет. Се надевам дека зимата полека ја губи силата, иако со сите оние дождови и снегови, можно е да имаме уште проблеми со надуени реки, излевања и поплави. Не и се. Пред да преминеме на темите од оваа недела, тука на почетокот сакам да искоментирам две вести кои се појавија во ист ден и искрено малку ме вознемирија. Станува збор за апсењето на Кумановец, кој е осомничен за убиство на жена, и оделно апсењето на едно 20 годишно момче за тероризам. Навидум обични вести од црната хроника, но ако се загледате подетално, ќе видите дека станува збор за нешто сосема друго. Имено доказите за Кумановецот што ја убил жената водат и кон други убиства, што практично значи дека не станува збор за само една жртва. А 20 годишникот е уапсен по информација од американската FBI дека планира масовно убиство, односно да излезе со автомат и да почне да пука во насобрана маса луѓе или во некој училиште или трговски центар. Со други зборови, во случајот со Кумановецот, веројатно го добивме првиот серијски убиец во поновата македонска историја. А со момчето за прв пат е спречен обид за масовно убиство или како што американците го нарекуваат mass shooting. Ужасно. Мислев дека сме мала држава и дека од оние во наводници западни трендови барем вакви нешта нема да се случат кај нас. Но по се изгледа, кога на друг начин не можеме да мрднеме, барем во црната хроника го фаќаме западниот тренд. Реков ужасно, навистина вознемирувачко. Како и да е, ајде ние да се фатиме за работа. Сакам да позборуваме за еден, не знам како да го наречам, феномен, кој мене ми е малку чуден и во кој не сакам да верувам. Зашто станува збор? Имено, минатата епизода, ако памтите, поголемиот дел се задржав на големата афера со дрогата, односно со заплената на марихуаната. Потсетив кој беше предводник на целата операција за нејзино пошироко легализирање, кој го има се уште главниот збор во тој бизнис и релациите и аферите на првенците од СДСМ, Заев и Филипче во целата приказна. Во другиот дел се занимавав со скандалозното сведочење на обвинителката Кадриу, која ни ги пренесе грозотиите кои ги правело сега веќе мртвото специјално обвинителство, но и обвинителите Бубевски, Ристоска, Фета и Стефановска. За тоа како се трошеле парите, како се вршел притисок врз судиите и тортурата врз еден тон луѓе. Сега, тоа што искрено ме зачуди се коментарите кои ги прочитав на социјалните мрежи под видеото од емисијата. Ке ги трнам настрано ние партиски ботови на СДСМ. Со нив не вреди ни да се замарам. Или најдолните навреди за мене, моето семејство и слично. Па дури и за каните. На тоа сум навикнат. И верувајте, многу не допира до мене. Не сум од оние новинари што нонстоп се жалат и од себе сакаат да направат жртва. Тоа што ми падна во очи беа коментарите од типот зошто уште сум се занимавал со СДСМ. Со тоа што правеле Заев и Филипче во периодот додека едниот беше премиер, а другиот министер. Зашто сум објавувал за СЈО? Тоа веќе не постоело и слично. Најтрагични ми беа коментарите од типот знаеме што направиле. Ама еве, не се веќе на власт, имаме друга влада. Тоа што било, доста се занимаваме со нив. Извинете, ама воопшто не се согласувам. Како тоа знаеме што правиле, остај сега тоа. Како тоа било што било, ајде одиме натаму. Па луѓе, не можеме да очекуваме било каква разрешница за било кој случај, еве со марихуаната, без да видиме кој и како поставил таков фаличен систем со кој практично се потикнувал шверцот и наркобизнисот. Како тоа да се занимаваме само со тоа како поминале 5 тони марихуана на граница со Србија, без да се запрашаме или испитаме кој дозволил у Македонија да се одгледуваат и лјадници од ова опојно растение за цели кои се далеко од медицински. А некои коментираат, ако знаеме дека Заев и Филипче учествувале во сето тоа, зошто не се уапсени, осудени или фрлени за дрешетки? Зошто власта, ете имаме нова власт, не ги казни? Зошто не се со лисици на рацете и слично? Па да се обидам да објаснам. Прво и основно, едно е да се има индици, да се има сомнежи, па и документи. А друго е да се има цврсти докази кои ќе прераснат во официјално обвинение, кое потоа низ процедура би завршило пред суд и пресуда. Едно е цело мало да знае дека некој е лопов, но друго е да се докаже и процесуира сето тоа. Второ,
Мислам дека МВР веќе работи на сите тие случаи. Токму затоа се запленети над 40 тони марихуана. Затоа се упаѓа во сите фирми кои имаат лиценци и слично. Се собираат доказите. Еве има двајца уапсено, има веќе десетици кривични пријави и мислам дека е тоа само почеток. Трето, и можеби најважно, што мора ние во оваа држава да го научиме и сватиме. Власта, односно владата, не е таа што треба да казнува. Таа не смее да суди, пресудува и казнува. Ова не е лов на вештерки. Ова не смее да прерасне во обична одмазда или реваншизам. Не смее да ни се повтори хајката и тортурата што ја правеа токму Заев и неговото СЈО. Да, можеби полицијата е таа што апси, но во системот постои јасна процедура како се прави тоа. Тука во игра е обвинителството, кое мора да покаже сериозен интерес и да седне убаво да ги разгледа доказите и да поработи на случајот. По обвинителството наред доаѓа судот, кое треба ни за една чиста и јасна процедура да осуди некого или да му одреди казна. И мислам дека токму тука лежи одговорот на прашањето што сите си го поставувате. Зошто уште некои од тие ликови не се уапсени и казнети? Исто така, тука лежи одговорот зошто е важно да знаеме, например, како функционирало фамозното СЈО и неговите обвинители, кои уште имаат моќни позиции. Затоа е важно да знаеме како се елиминирале и заплашувале суди и како суделе досега. Затоа што полицијата не може толку да уапси колку што обвинителството и судот можат да ослободат. Примери има многу. Од случаи кога некои покрај сите докази од притвор излегуваа како ништо да не се случило, па нели добива и дозвола и пасош да си патуваат во странство на семејни веселби. Затоа има уште предмети кои покрај тоа што се процесуирани од полицијата стојат и фаќаат прашина во нечија обвинителска фиока. Најеклатантен пример е токму Зоран Заев. Ако памтите, Заев еднаш беше апсен. Беше со лисици на рацете. Првиот пат кога беше фатен со рацете во медот и се очекуваше да биде осуден за малверзациите околу трговскиот центар Глобал. Што се случи? Тогашниот председател го аболицираше. Оттаму тој стигна целосно да ја преземе СДСМ, да стане премиер, да ја девастира државата, буквално да ја уништи и сега уште да има клучно влијание во партијата преку другар му Филипче. Вториот случај е токму случајот Пуч, кој се однесуваше на прислушкуваните разговори и улогата на СЈО во него. Откако фаќаше прашина во обвинителството, случајот нели го зема СЈО, она исто СЈО за кое сведочеше Кадрил, и реши дека нема доволно докази да се апси и го отфрли случајот. Ама затоа маста им ја извади на стотици и стотици луѓе и семејства. Значи сега и да има доволно докази, како што велат некои, ајде нека се уапсат тие. Мислите дека тоа навистина ќе заврши со судска пресуда? Мало морген. Токму затоа и се занимавав со тоа што правеле СЈО. Затоа што тоа е најеклатантен пример за тоа во која состојба се наоѓа нашето обвинителство и судство во моментов. Мислите дека нешто е различно? Дека со промената на власта се сменило? Не. Истите луѓе кои тогаш работеа по партиски инструкции сега се на главните позиции во обвинителството. Па гледате, едната дури сака да биде државен јавен обвинител. Истите луѓе кои тогаш носеа пресуди од ракав по налог на СДСМ и СЈО сега се судии. Неслучајно има примери со закупување на илјадници евра кеш под зидовите. И сега очекувате тие обвинители, тие суди, да осудат или казнат било кого, Заев или Филипче? Па немојте ви се молам. Не џабе ми фати пена устава од тие пусти реформи во правосудство. Тоа е темелот на секоја нормална држава. Тоа се аргументите зошто уште се занимавам со овие случаи. Тоа се аргументите и одговор на прашањето, имаме нова власт, ама зашто не апсат? Ако почнат туку така да ставаат луѓе за решетки, ќе бидат исти како нив. Исти како она труло СЈО. Втората причина зашто уште зборувам за СДСМ, како бе луѓе да се заборави? Како бе тоа било што било, ајде да тераме? Па тоа е токму тоа што тие го посакуваат. Како тоа да заборавиме на оние луѓе кои уште скапуваат во затвор за случајот 27 април? Велат власта нека ги ослободи. Како? Па со амнестија. Па на тие луѓе не им треба луѓе амнестија, им треба правда. Ако ги амнестира, председателката или мнозинството во собрание со некаков си закон, тоа не ја бриша скандалозната пресуда дека се терористи. Зарем цел живот ќе го носат тој товар? Или сакате да заборавиме на стотици и стотици луѓето и семејства на кои токму тоа СЈО им вршеше тортура? Зарем вакви случаи да заборавиме? Во моментов вие овдека во претрес отворено кажувате дека Јанкуловска според вас како судија од кариера е осудена за Мерцедесот и лежеше 5 години затвор за дело кое што не можело да биде сторено и не е сторено, односно нема докази. Во никој случај. Во адвокати дојдовте
Откако судскиот совет во 2020 година ве разреши од позицијата судија на Врховен суд. Доаѓа предмети од СЈ. Еден од предметите падна кај мене, за Јанкуловска. Го видов предметот. Немаше никаков доказ. Значи, за злоупотреба на службената положба треба да имаш доказ. Или треба да имаш штета, или корист. Не се исполнети овие два елемента, нема кривично дело. Излеговме на судење, јас не го изводив тој предмет, причини што треба да се размисли за овој предмет, бидејќи јас не потпишувам дека треба да се потврди. Јас слушнаа тие што беа на судење, моето мислење го слушнаа. За еден ден после ова моје кажано мислење, ме разрешија за случајот Корчан. Можам да сватам дека по секоја цена мораше тој предмет да помине или тој предмет бидејќи од СЈ? Прв дојде. И треба да помине, така. Се покајавте ли можеби што се решивте тогаш на таков чекор, па ве разреши? Не. И денес када повторно се најде предметот за Јанкуловска во ваши раце, не само за Јанкуловска, за било кој да е. Правично судење. Ти си зачудено ме гледаш. Вака е како што ти кажувам. И што сега, ова да го заборавиме? Да заборавиме на целото зло кое го нанесоа? Пак ќе кажат, па нека ги уапсат тие обвинители. Како? Па тие уште се на власт. Тие уште се во обвинителството. Сами против себе ќе си пишуваат обвинение. И најважно, како бере да заборавиме на името, историјата, идентитетот и јазикот? По улогата на тоа фамозно СЈ не беше само реваншизам, туку и чистење на теренот за промена на името. Целта беше да се покаже каде ќе заврши било кој што ќе се дрзне да крене глас против одлуката или не дај Боже да излезе на протести. А бизнисот со марихуаната изгледа беше надомес токму за тие што си ја завршија работата со продажбата на националните интереси. Странците тогаш затвараа око и премолчуваа за шверцот само за да им биде завршена работата со името, со Бугарија, па и со фамозниот француски предлог, па и со уставните измени, кои за среќа еве не се случија, затоа што конечно ние како народ кренавме глас. Мислам дека барем колку толку објаснив зошто уште се занимавам со нив. Не можам уште да им простам и не сакам да се заборави сето тоа. И кога ќе кажете па ВМРО ДПМН веќе 2 години се на власт, да, имаат председател, имаат влада и како пишуваат некои имаат 100 пратеници во собранието. Ама како што гледате, клучните играчи кои треба да донесат правда се обвинителите и судството, а тие уште се под контрола на СДСМ и ДУИ. Што не ги сменат? Па еве 2 години главната битка е луѓе токму тоа, реформи во правосудството. И премиерот не знам по колку пати зборува на таа тема. И кога ќе се повлече некој потек, одма истите луѓе кои сега критикуваат велат стоп, ова е реваншизам, ВМРО само сака да инсталира свој луѓе и слично. Па сега не може така. Значи не може било што било. Не може тоа да се заборави. Одговорност мора да има. И доста со тоа има нова власт нека апси. Објаснив дека тоа не оди туку така. Ако почнат така да апсат, ќе бидат исти како Заев, исти како Катица, исти како СЈ. Второ, хајде да видиме кој треба да апси. 3 обвинителки и 1 судија остануваат во трката за прв човек на јавното обвинителство. Зелен картон за следниот филтер добија Анита Тополова и Селоска, Ленче Ристовска, Лидија Рајчевиќ и Ненад Савески, а Советот на јавни обвинители од изборот го дисквалификуваше екс-судијата во Кривичан Владимир Панчевски. 10 од 10 членови дадоа поддршка за Анита Тополова и Селоска, кој во моментот е веде државен јавен обвинител. За членовите таа има долгогодишно искуство, поседува углед, морални вредности и менаџерски квалитети. Едногласна поддршка добија обвинителката Ленче Ристовска, а позитивна оценка од сите 10 членови доби и судијата од Кривичан Ненад Савески. За обвинителката Лидија Рајчевиќ членовите од Советот исто така посочија дека обвинител со интегритет и долгогодишно искуство и отиработала на многу тешки предмети. И Рајчевиќ доби позитивно мислење, но за неа единствено Кети Петкова гласаше против. Рајчевиќ се кандидираше минатиот пат заедно со Лупчо Коцевски, но тогаш едногласно доби негативно мислење од Советот. Ставот бил на претходните колеги дека не било во раководно место и заради тоа дале негативно или позитивно мислење, во конкретниот случај негативно, за нас како членови на Совет сега актуално може некој да не биде никоја шанса да биде негде шеф, па сега зошто да не биде републички јавен обвинител. Од трката отпадна екс-судијата и председател на Кривичан Владимир Панчевски, кој според Советот не го исполнува условот од 10 години непрекинат работен стаж. Согласно законските одредби, кандидатот треба да има најмалку 10 години непрекинат работен стаж од областа на кривичното право. Во конкретниот случај на кандидатот му престанала функцијата пред 13 години и во меѓувреме не бил ниту судија, ниту јавен обвинител.
Оттука тој стаж не може да се смета за непрекинат стаж од областа на кривичното право во смисла на законот. По ваквата одлука на Советот Панчевски на Facebook објави потврда од Кривичниот суд дека од 2008 до 2020 година има непрекинат судски стаж и со краток коментар се заблагодари за поддршката. Советот остави владата да има поголем избор кој ќе предложи до собранието, што за нив не остава простор за политичка одлука. Ние согласно закон ги разгледавме сите пријавени кандидати и ценевме дека ги исполнат условите согласно закон и затоа сметавме дека дадовме позитивно мислење. Од причини што сите кандидати се јавни обвинители, едниот е судија со успешна работа во јавно обвинителство и во судовите. Изборот на нов државен јавен обвинител доаѓа по ставката на Лупчо Коцевски од декември лани. Во меѓувреме, како вршител на должност е поставена Анита Тополова-Исајловска и на таа функција може да биде максимум 6 месеци. Откако владата ќе се одлучи за еден кандидат, финалниот збор го имаат народните избраници. Новиот државен јавен обвинител треба да добие поддршка од 61 пратеник. Значи, единствениот од сите 5 кандидати во кој лично верував дека ќе го растресе од корен целото обвинителство и конечно ќе донесе реформи и пред се ќе ја деинсталираше власта на СДСМ оттаму, судијата Панчевски отпадна од игра. Тврда дека немал 10 години стаж за да аплицира, со што неговата кандидатура е ништовна. Но ајде да видиме малку дали е така. Што вели членот 62 став 2 од Законот за јавни обвинителство, што се цитира и во огласот на собранието за државен обвинител. За јавен обвинител на Република Македонија може да биде именувано лице кој има непрекинет работен стаж од најмалку 10 години како јавен обвинител или како судија од областа на кривично право, се вели во закон. Сега на што се повикува Советот на јавни обвинители? Што било маната во кандидатурата на Панчевски? Седнале обвинителите и сами си го толкувале овој член и заклучиле дека тие 10 години стаж треба да бидат последователни до денот на објавување на огласот. Значи, од дента кога е објавен, кандидатот наназад морал 10 години да има стаж како обвинител или судија. Дали во членот 62, што ете ви го цитирав, видовте некаде такво нешто? Не. Стои да има само непрекинат стаж, но никаде не вели дека тој стаж од 10 години треба да биде до моментот кога е објавен огласот. Панчевски не да има 10 години стаж како судија, туку има цели 12 години, 5 месеци, 20 дена. Што може да се види од потврдата што му е издал основниот кривичен суд со подпис и печат, во која стои дека тој бил судија од 8 февруари 2008 година до 28 јули 2020 година. И тоа не било каков судија, туку постапувал во делението за организиран криминал и корупција, оделот за претходна постапка, одел за прекршоци и на крај председател на основниот кривичен суд. Значи, не да има став, не да има искуство, туку занаетот го ковал на позиција која е како порачена за да биде нов државен јавен обвинител. Само за да биде појасно, за разлика од условот за државен јавен обвинител, во алинејата 3 од истиот член на законот, делот што треба да го исполни кандидатот кој се пријавува за виш јавен обвинител, јасно си стои дека стажот мора да биде од денот на пријавување. За виш јавен обвинител на висше јавно обвинителство може да биде избрано лице кое има непрекинат работен стаж како јавен обвинител од најмалку 8 години до моментот на пријавување за именување и кој е оценет со позитивна оценка во последните 4 години, се вели во овој став. Значи, клучни зборови од овој член се 8 години до моментот на пријавување. Нешто што го нема во делот за државен јавен обвинител. За државниот се бара стекнат стаж, за другиот стаж до моментот на пријавување. Сега, дали законодавецот намерно поставил различни услови, дали станува збор можеби за превид кога се носели измените на законот или нешто друго, искрено не знам. Но закон си е закон, а Советот на јавни обвинители не може да си го толкува како што сака. Мора од збор до збор да го почитува. Единствен орган надлежен да толкува закони е собранието, како законодавна институција. Значи, не станува збор за фаворизирање на некој од кандидати, туку едноставно за почитување на закони и процедури. Сега, за разлика од истиот Панчевски, истиот тој Совет на обвинители даде зелено светло за кандидатурата на Ленче Ристовска, поранешната специјалка од СЈО и човек кој на почетокот не се одвојуваше од Катица Јаневска. Истата таа Ленче Ристовска, која видовме од сведочењето на обвинителката Кадриу, за која зборував на елиминатата недела, била воодушевена од присуството на Заев и Шекеринска во канцелариите на СЈО. Истата таа Ристовска, која на списокот на обвинители од СЈО кој добивала астрономски хонорари, за кој дури тројца обвинители, Цветановски, Хајрулахи и Кадриу, тврда дека биле незаконски, дека за тоа треба кривично да се одговара. Истрага или пријава, коите случајно нејзините колеги од обвинителството ја отфрлиле или запреле уште во август лани, отинели, немало докази за криминал. И не само што ја отфрлиле, туку до пред некој ден и си молчеле. И да е само тоа.
Замислете, негативното мислење за Панчевски дала и заменик председател на Советот, кој е обвинителка чиј сопруг е осуден за организиран криминал. Кривично дело, даночно затајување. Знаете од кого добил пресуда? Од Панчевски додека бил судија. Па луѓе во најмала ракова обвинителка требала да се иземе од процедурата, затоа што ако ова не е конфликт на интереси, јас не знам. Но ајде да видиме всушност што е вистинскиот греф на Панчевски. Сеќавам, имаше едно барање да се направи, да се прибават некои списи, ала ови од организиран криминал, од основното јавно обвинителство. Тогаш, колку се сеќавам, беше председател Владимир Панчевски. И на Кривичниот суд Скопје. Да, на Кривичниот суд Скопје. Тогаш доверба беше на висок ниво. 40-50% го уште. Да, ако не и повеќе. И се сеќавам дека председателот на судот не дозволи предметот да излегува од судот. Значи, имате потреба, дојдите, направите увид во присуство на стручни соработници, под камери и изволите. Разгледајте што ви треба, ќе се направат заверени копии, ќе ви се дадат. Тогаш почна... Се изнервира Кати сега. Тогаш, значи, требаше по секоја цена Владимир Панчевски више да не биде тамо. Значи, тој беше проблем број 1 и требаше по секоја цена да му се измисли. Кога не измисли, ако не можа да му најдат ништо, потоа почна да измислуваат предмет, му формуваат аквис. Па нормално е да ги фаќа паника обвинителите дека овој човек на кого му наместиле предмет за кој одлежа дури и затворска казна, може да дојде и сега да им биде шеф. Посебно на Бубевски, Фетај и Ристоска. Да повторам, со ова не сакам воопшто да го фаворизирам, иако навистина верувам дека од сите кандидати тој е единствениот кој можеби од корен ќе го растресеше дувлото на СЈО кое се уште раководи со државното обвинителство. И воопшто не се сомневам во професионалноста и способноста на другите двајца фаворити, актуелната веде државна обвинителка Анита Топалова Исајловска или судијата Ненад Сабевски. Мислам дека и тие може да го реформираат обвинителството и конечно да помогнат да се врати правдата во Македонија. Само едноставно мислам дека Панчевски како шеф можеби ќе им послужеше како карма на сите оние валкани обвинители кои уште ни раководат со обвинителството. А можеби токму тоа беше играта на Советот. Ставете било кој, само не тој човек. Еве ви позитивно мислење за сите, само не за него. А ако владата се побунеше, ќе испаднеше дека го фаворизирала Панчевски и дека целта не е реформа на обвинителството, тука е трната во реваншизам. Затоа во право е премиерот кога рече дека од останатите тројца ќе одберат еден и тој предлог ќе го достава до собранието на гласање. И добро е што без лакна на јазикот рече дека меѓу нив не е Ристоска. Не и се да се вратам на забелешката за која зборував на почетокот, на коментарите од типот што не ги уапсите заев и компанија кои има докази. Сега не ви е јасно кој да ги уапси. Овие обвинители кои самите кршат закон за да можат да преживеат и да избегнат одговорност за злото кое го нанеле. Зошто сум зборувал за СЈО? Ако краделе и правеле злоупотреби, што не се задрешети? Па еве гледате кој да ги стави? Самите себе? Ристоска да си отвори предмет за себе или за своите соработници Бубевски и Фетај? Па немојте ви се молам. Реков, да, може би имаме нова власт. Да, ВМРО ДПМН ја држат владата, председателот и собранието. Но еден од клучните столбови во државата, судството, како што може да видите, уште е во рацете на СДСМ и оние корумпирани инсталации на кои му одговара хаосот, а не ред, поредок и правда. И не го заговарам сега дека поради ова ВМРО треба да намести свој луѓе во судството. Тоа не е решение. Но исто така, џабе ќе зборуваме за реформи, за правда, ако таму палат и гасат инсталациите на СДСМ и на ДУИ. Затоа не држи критиката што ја добивам што ги напаѓаш СДСМ кога тие веќе не се на власт 2 години. Не, драги мои, тие уште се на власт, во голем дел од овој трул систем. И да, токму нив им одговара да не се зборува за криминалите, за предавствата и слично. Како беше, за нив им одговара било што било. Во таа насока оди и ова.
Двете партии што со години беа, а и се уште се символ на корупцијски скандали, преку ноќ сами себе се амнестираа. Иако се уште не расчистиле со луѓето барем кои во јавноста важат за коруптивни, сега отвораат платформи за борба против корупција. Мицко и СПАК се платформите кои ги лансираа СРСМ и ДУИ за да ловат корупција. Она што е симптоматично е што токму за овие партии со години постои сериозна црна дамка и сомнеш дека нивни функционери се поврзуваат со крупни криминални афери. Според поранешниот антикорупционер Воислав Зафировски, ваквиот чекор е смешен и апсурден. Тој вели, Македонија конечно влегува во фаза на поинтензивна институционална борба против криминалот, а од Бихачка и Мала Речица дури сега се сетиле да бркаат корупција, без притоа да ги исчистат сопствените дворови. Прво што паѓаат на памет се пасошите издадени на белосветските криминалци. Тука е оној период во ковид кризата со респираторите за кои Министерството за здравство, заедно со тогашниот министер за здравство, требаше да платат неколку пати повисока цена од пазарната цена на тие исти аспиратори кои беа барани дури и во Бразил. Тука се разбира случајот со директорот на Електростопанство на Македонија, Ковачевски. Зафировски подсетува и на аферите поврзани со партијата на Ахмети, кои како што веле се уште се без финална разрешница, но и за бегството на поранешниот прв вице-премиер и десна рака на Ахмети, Артан Груби. Треба ли да ги спомниме случаите со Дрин Ахмети и трговскиот центар Соравија? Треба ли да говориме за Артан Груби, малверзациите со Бехтеујенка, нетранспарентното подпишување на договорот со Бехтеујенка, натаму со малверзациите во лотарија на Македонија, со прпарими. Според дел од експертската јавност, ваквите платформи се лицемерни, а партиите најпрво треба да се соочат со сомнежите во сопствените редови, па потоа да отвораат фронтови против корупција. Зафировски додава срамота е како што вели, некој кого јавноста го препознава низ корупцијски афери, да се представува како предводник во борбата против криминалот. Инаку во декември минатата година СРСМ ја промовираше платформата Мицко, Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, додека ДУИ пак сега најавува собствен партиски СПАК, по примерот на соседна Албанија. Значи, било што било, ајде да тераме натаму. Ке заборавиме на сите оние стотици милиони евра кои ни ги украдоа, ке заборавиме на избеганиот Ковачевски, на Груби и сега ќе им веруваме дека тие се всушност главните антикорупционери. Како беше поговорката, лоповот вика фатете го крадецот. Важат за двете најкорумпирани партии во поновата македонска историја и сега одеднаш преку ноќ самите себе се амнестираат и тврдат дека се најголеми поборници на антикорупцијската битка. Значи СДСМ и ДУИ, партиите чии функционери, како што реков, од типот на Ковачевски, Груби и ред други кои се дел од најголемите корупцијски скандали, тешки стотици милиони евра, сега се фалат дека формирале тела кои ќе ловеле корупција. Ама нема да ја ловат или расчистуваат со твојата, ќе ловеле нова власт. Да не ви се верува. Па уште и мисла дека се хумористични, па едната платформа ја нарекува Мицко, а другата нормално, копија од Албанија, па ја нарекува СПЕК. Значи сега главни антикорупционери ќе бидат Филипче и Ахмети. Нели? Како што реков. Ај ќе заборавиме марихуаната, Соравија, лотарија, ЕСМ, Рек Битола, Ковачевски, Рашковски, Груби, Прпарими и сличните на нив. Треба да заборавиме дека Заев и Филипчи одена на настани во Македонија и тоа со државен хеликоптер. Или ДУИ пак владиниот авион си го користеше да тркне до Ниш. Да заборавиме дека Заев и Филипче летаат до Прилеп со хеликоптерот на државна сметка. Нели си ја земаа јагода шампанска со хеликоптерот на МВР, отидоа до Прилеп да означат почеток на изградба на енергетски ефикасна градинка. И тоа среде пандемија. Се треба да забораваме. Ама ете сега ќе зборуваме за нивните спинови и лаги дека некој сега лета со владиниот авион на настани, коите јавно се објавени. Ајде вака еден предлог околу авионот. Судството нека процесуира еден од оние криминални предмети вредни стотици милиони евра. Кој било? ЕСМ, Рек Битола, лотарија, било кој. Па нека заплени у имот или пари, дел од украдените пари, па ете како држава, со тие пари ќе си купиме еден гланц нов авион. И него, освен за патување на председател, премиер, министри и останати потреби, ќе го искористиме да ги вратиме во Македонија Ковачевски и Груби. Бива? Не, како ми велите? Ако, било што било. Не се веќе на власт, што не ги уапсат, што се занимава со нив?
Па се занимавам токму поради тоа што нема кој да ги гони. Се занимавам затоа што они се уште се власт во судството, во обвинителството, па и во ред други институции каде нивните инсталации се уште палат и гасат. Институции во коите власта не може да интервенира, или ако не дај Боже интервенира, ќе бидат обвинети за реваншизам, за воведување диктатура и слично. Институции како, например, оваа. Со само 24 луѓе, Сојузот на синдикатите на Македонија ја блокираше владата, тројца повеќе од законскиот минимум за остварување на правото на протест и затворање на сообраќајот. Побараа министрите да истуркаат предлог законско решение за зголемување на минималната плата на 600 евра и зголемување на останатите плати од по 100 евра. Првиот синдикалец Слободан Трендафилов изјави дека доколку се донесе ваква одлука, тие повеќе нема да протестираат. Од синдикатот прстот го пати и да работодавачите, при што велат дека бизнисмените остваруваат големи профити, а слабо го плаќале трудот. Според пресметките на Меѓународната организација на трудот, кои ги цитираат, само 17% од заработеното оделок е македонскиот работник, а дури 83% од 100 кај газдите. Главниот изговор продуктивноста, која ја верглаа 35-36 години во Македонија, ги чинеше иселување на најквалификуваните работници во Македонија и не само квалификуваните работници, туку и цели нивни семејства. Најголемите виновници, односно луѓето кои 36 години се на некоја позиција, може да се сметаат себе за најголемите виновници за тоа што се случува во Македонија. Од синдикатот оставија простор до крајот на месецот да се одлучи за исполнување на барањата од страна на работодавачите. Во спротивно ќе следува генерален штрајк во неработен ден, на кој ќе соберат што е можно поголем број работници кои ќе го изразат револтот и ќе покажат масовноста на протестите. Во текот на месец март, согласно закон, треба да се донесе одлука за минималната плата на работниците, која согласно истиот би била повисока за околу 1700 денари од моменталната, која изнесува нешто над 24.000 денари. Знам сега дека заради критиките кон оваа лично повторно ќе ме линчувате во коментари. Веднаш да разјасним една работа. Не сум против покачување на минималната плата, токму спротивното. Сметам дека треба да се покачи. И тоа можеби не на 600, нека иде и на 800 евра. Но исто така сум свесен дека тоа е невозможно. Едно е желбата, едно е реалноста. И ако го кажам ова, не значи дека сум против работниците, с краја да. Па и јас сум работник кој работи и живее од плата. Остаje тоа што коментираа дека ете моите во наводници биле на власт, па вријам од пари, глупости невидени, со кои еве не сакам ни да се замарам. Немаат што да кажат, па ајде ќе измислуваат. Тие што ме знаат како живеам и преживувам, како и секој друг од вас, од месец за месец. Не се. Значи покачувањето на минималната плата индиректно ете ќе се одрази на мојата плата. Така што преговори за покачување на платите треба и мора да има. Но тие да се заснуваат на реални барања, а не вака од ракав да се вадат суми 500, 600, еве јас викам 800, кој знае до каде ќе се стигне. Еве трнете на страна владата, трнете на страна СДСМ, трнете медиумите на страна. Меѓу вас сигурно има дуќанџи, мали бизнисмени, средни, па и големи. Ако не, прашајте било кој сопственик на било каков бизнис. Што ќе значи за него сега одеднаш нагло да го покачи минималецот на цели 600 евра? Ќе ви каже или дека ќе треба да стави клjuč на врата или дека ќе брка луѓе. Е сега што е подобро? Да се работи или повторно да тонеме во невработеност? Велат има пари. Од каде? Еве СДСМ поднесе и закон и тврди дека пари има. Па ако е така, зашто бе пред нецели 2 години не донесоа таква одлука? Што оваа власт е толку успешна што за само 2 години до толку е кренала економијата што таа сега може да издржи европски плати? Го гледате ли абсурдот на СДСМ? Од една страна излегуваат на пресконференции и тврдат дека економијата тоне, дека оваа власт е неспособна, дека го банкротирала буџетот, дека се задолжува од странство, а на истите тие пресконференции тврдат дека толку се развила економијата и бизнисот, толку пари се има, што сега може да имаме плати на европска држава. Провидно, не знам колку провидно. Но играат на емоции и затоа го разбирам револтот на многумина од вас кон мене или кон било кој што ќе каже дека ова барање не е реално. Па побогу, кој би бил против тоа луѓето да земаат поголеми плати? Тој мора да е монструм. Па, драги мои, токму во тоа е играта, во тоа е манипулацијата. Па затоа само една недела откако СДСМ одржа конгрес, за кој за малку ќе се претвореше во фијаско, синдикатот излезе со барање за плата и ете почнуваат со протести и блокади. И замислете, само некој ден потоа СДСМ во собранието поднесува закон кој е идентичен со барањето на Трендафилов. И да е само тоа. Па еве неделава, некој час пред синдикалната блокада на владата,
под паролката на СДСМ, на исто место држи пресконференција на која во суштина вели власта има пари да се луксузира, ама нема да плати. Па побогу, ако Трендафилов навистина е толку независен, ако навистина се смета за синдикален лидер, што бе јавно не излезе, нека го повика СДСМ да престане да го злоупотребува работникот и неговите маки. Не, затоа молчи. Изгледа во службената кола со која се возика наоколу има стакла отпорни на надворешни звуци, па не му се слуша. Исто како цели 7 години додека СДСМ и ДУИ беа на власт, што не му се слушаше. Се нешто кога други ќе дојдат, тогаш се одзатнуваат ушите. Сега ме разбирате, ВМРО ДПМН формално е на власт, да, но делумно со државата уште владеат инсталации на СДСМ и ДУИ. Те ќе активираат синдикат, те ќе активираат обвинители, те ќе активираат суди, те ќе активираат невладини инсталациите во медиумите и слично. И што треба сега власта да направи? Да удри по сите овие институции, нели? Како што направи Заев на времето. Тогаш ако се направи такво нешто, сите ќе кажат, леле, диктатура. Памтите, СДСМ и ДУИ од странците беа наречени хибриден режим. И веројатно сега сакаат и оваа влада да ја добие истата налепница. Да, се согласувам дека можеби во некои области треба да се порешителни, но не може тоа туку така. Ајде да го апсиме Заев, ајде да го апсиме Филипче. Затоа уште се занимавам со нив. Затоа уште зборувам за марихуаната, затоа уште зборувам за тортурата на СЈ, затоа зборувам за криминалот. Едноставно, не може се да заврши, ај било што било, сега одиме натаму. И мислам дека тука е време да ја завршиме и епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Знам дека на многумина нема да им се допадне ова што го кажа. Знам дека ќе вријат ботови, знам дека ќе пишуваат ете ВМРО-вец сум, небањат, платеник, дека сум се и сешто. Нека си тераат и натаму. И исто така знам дека многумина од вас се разочарени, дека очекувате се побрзо да оди, очекувате спектакуларни апсења, поголеми плати и слично. Но мислам и дека ќе ме разберете зашто тоа не се случува, од ова што ви го кажа. Како и да е, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.